Ја им се восхитувам на тие што се на земја таму и тие очекуваат да им помогнеме во секој се, ама не може да стигне секаде. Горат 20-30 пожари, а можеш да стигнеш на едно место, не можеш на 100 места. А ако не гасне пожари, ќе си играв со внуката, имам една прекрасна убавица дома. Дојде пензија, пилоти нови не дојдоа. Прошлата група од 4 пилоти, само еден помина таму во Шпанија и Португалија на обука. И остана, ние двајца заминавме, остана само еден пилот. Ние се одлучивме со колегата да дојдеме да помогнеме сега, као една инфузија оваа сезона. Рекоа дека ќе пуштат конкурс, дека ќе земат нови пилоти. Не знам ни кај ќе ги најдат. Млад човек да работи као шофер на камион ќе заработува 2-3 евра, а овде ни упола не заработува, затоа работи една од такви работи кои се специфични. Му треба години за да дојде до ова ниво, за да може овие авиони да ги лета. Нели ги потрошил годините, потрошил младост, ама ги потрошил и парите. Сите се трудат да дадат максимум од себе, без разлика каква опрема имаш или во каква ситуација си. Кога ќе почне да гори, тука завршува приказна. Почнеш да работиш, тоа е, и даваш максимум од себе. Секаде кај што има пожари критично, затоа што не се стигнува ништо да се стигне, да се угаси. Затоа што гасиш на едно место, а гледаш дека таму се распалува уште на 10 места. Каде попрво? Кога дојдоа овие од другите земји, ни дојдоа и 2 ертрактори, и друго е кога ќе отидеш на терен со 5 авиони, отидеш и има сила. Почнува да се гасат тие. 5 авиона кои ќе дојдат. Се случувало да пратат еден авион или 2 авиона, и тоа е многу мала количина за да може да даде ефект некој. Ние една 3 сати правиме 2 сати одмор, па после пак 3 сати. Се случувало да останеме и подолго со минимални количини да дојдеме назад, само колку да дадеме поголем придонес таму на терен. Затоа што вака, кога ќе дојдеш на терен, таму ги гледаш луѓето како околу нив се е пожар, а тие се мучат со гасење. Те нема вода, те немаат опрема, те нема кој да им помогне. Сега оваа година првпат почна овие со хеликоптери да ги обслужуваат, да им носат вода на лице место, да им носат вода за пиење, да им носат опрема, и тоа вака малку дава надеж.